Ако вие имате 100 и повеќе монументи на многу мала површина во центарот на главниот град, од кои најголем дел, би требало и да ги изброиме еден ден, можда е тоа добра идеја, од кои најголем дел се споменици на луѓе кои во рацете држат оружје, ладно или огнено, нож, сабја, пушка, некојаш и по две оружја одеднаш. Што мислите како тоа ќе делува на луѓето кои секојдневно поминуваат во тој простор? Секако дека тоа е поттикнување, охрабрување, градење на култура на насилство и охрабрување на насилство, и тоа е екстремно насилство, имајќи предвид кој е бекграундот на тие фигури. Секако дека тоа насилство ќе биде на етничка, религиозна, а секако и на родова основа, бидејќи тоа е еден маскулинистички, супремистички проект кој промовира насилство до екстремни граници, ако екстремното може да има некакви граници. Секако дека се работи за една прилично популистичка, десничарска доктрина, која е во принцип прилично мрзелива, која не сака да ги реши вистинските проблеми на граѓанките и граѓаните со кои раководи, туку би сака да го дивертира вниманието од вистинските, од долгорочните проблеми и се подпира на ултранационалистичкото, на ултра агресивното однесување, односно позиционирање на политиките и практиките. Кога имате ситуација во која етничките тензии се на ниво на кое се наоѓаат сега, кога имате ситуација кога и внатре во етничките заедници имате длабоки поделби врз основа на политичка афилијација, па исто така и на родова, на сексуална ориентација и така натаму, тогаш е многу полесно да владеете. При тоа романтичарските идеи за рекреирање или повторно инвенирање на историјата и на историските настани процеси многу добро оди со рака под рака со лукративноста на сите тие процеси, односно на тие зафати, активности и проекти, и многу удобно ги сместува оние што го водат проектот Скопје 2014, секако и оние кои удобно соработуваат со него во една лука која е заштитена од било какви реакции на јавноста, на опозицијата и така натаму, бидејќи во спрега и со медиумите и со целата култура и образованието кое се наметна паралелно со Скопје 2014, гледаме еден заокружен систем за кој можеме да забележиме дека многу добро е обмислен и носи многу сигурна политичка позиција, меѓутоа исто така и прилично многу пари за поединци и групи.